Од тунелот Мурис, дел од патот на Арбар, кој значително ја скрати рутата од Ебар до Тирана, министерката за инфраструктура на Албанија Белинда Балуку во интервју за ТВ21 испрати порака дека властите во Македонија треба да одговорат за напредокот во изградбата на коридорот 8, бидејќи како што вели, сега веќе не се зборува за национални патишта, туку за европски коридори. Таа нагласи дека Албанија веќе го започнала својот дел од коридорот 8, чија изградба напредува побрзо отколку во Македонија, која започнала многу порано. Kjo është e vërtet, kështu që në të gjitha rastet, si në rastin e rrugës të Arbrit, ashtu dhe në rastin e korridorit të 8, unë jam shumë e sigurt që pala e Maqedonisë Veriut duhet përgjigjet sa më parë, pasi edhe ata ashtu si dhe Shqipëria ka aspiratën e madhe për të bërë antar i Bashkimit Evropian, dhe që të bësh antar i Bashkimit Evropian duhet bësh detyrat e shtëpisë. Dhe një nga ato është edhe ndërlidhja e transportit rrugor. Премиерот Христијан Мицкоски запрашан за барањето на Тирана за напредокот во изградбата на патиштата што ги поврзуваат двете земји, упати повик Албанија да го заврши проектирањето на пругата, која е дел од коридорот 8, додека увери дека Македонија ќе си ја заврши работата, но Мицкоски рече дека не гледа дека другите работат. Тоа што ние нашето ќе си го завршиме, но не гледам од тамо дека се проектира железничката пруга која што треба драж да го поврзе со границата, затоа што потпишавме договор. Министрите за одбрана на Италија, Албанија, Бугарија и Македонија потпишаа договор во јули во Вашингтон дека овој коридор 8 треба да биде завршен. Ние само работиме. Ја не гледам дека од другиве чинители се работи. Само ние сме тие кои што работиме и се исполнуваме нашата обврска. Ајде сите да работиме. Мицкоски се пофали дека коридорот 8 во Македонија и врската со граничниот премин Ќафасан добро напредува, како што вели брилијантно. Тој објасни дека до крајот на месецов ќе се отвори фронт од 60 километри. Единствениот проблем, според премиерот, е делницата Требениште-Ќафасан, бидејќи дел од оваа траса е под заштита на УНЕСКО, но увери дека и за тоа ќе се најде решение.